Гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВЕС Руралниот развој, една од основите за и локален економски развој, меѓутоа и за развивање на потенцијалите и за развој на целиот тој сектор, вклучително и на земјоделството. Деновиве, односно неделава што изминува, беа подпишани договори со 11 општини за искористување на средства преку програмата за рурален развој. Од владата на Македонија велат дека 38 милиони евра се на располагање во оваа програма, која што ќе ги искористат сите 80 општини на територија на државата, а се очекува до крајот на годината да се реализираат над 200 проекти. Станува збор за проекти од развој на инфраструктура, па се она што би го вклучувало подобрувањето на квалитетот на живот на луѓето кои што живеат во руралните средини. Повеќе за оваа програма за рурален развој, подпишувањето на договорите и потенцијалите кои што ги носи оваа програма од изјавите на вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, од министерот за земјоделство Трајан Димковски, директорот на платежната агенција Николче Бабовски. Ми представува задоволство денеска да присуствувам на ова подпишување на договорите, каде што практично почнува со имплементација една многу важна програма за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, обновата и развојот на руралните средини и за унапредување на традиционалните вредности во руралните средини. Практично државата има одвоено сериозна ставка за развојот на руралните средини, се со цел да направиме еден рамномерен регионален развој, да направиме да сите места во нашата држава бидат квалитетни места за живење, а не само главните градови, и да инвестициите бидат колку што може порамномерно распределени. Денеска подпишавме само дел, 11 од над 200 договори, колку што ќе има во оваа програма. Во програмата се предвидени да се потрошат над 38 милиона евра во сите 80 општини. Денеска подпишавме договори со 11 општини, но во тек се подготовките за вршувањето на тендерските постапки, имплементацијата и во останатите општини. Очекуваме тоа брзо да биде завршено и да сите јавни набавки брзо завршат во сите општини. Со ова значи апсолутно се подобрува реализирањето на капиталните инвестиции и не само тоа, него е многу важно да кажеме дека тие се инвестираат во подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Договорите кои што денеска ги подпишуваме и ќе бидат подпишани во рамките на оваа програма сите останати, се договори кои што практично ги решаваат проблемите инфраструктурни на руралните средини и тоа во делот најмногу на реконструкција и правење на патишта во самите рурални средини и поврзувањето на рурална со рурална средина, значи едно со друго населено место, понатаму решавање на водоводните и канализационите проблеми во руралните средини, организирањето на пазарите и откупните места за земјоделските производи, што е многу важно во одредени населени места, и со тоа цениме дека јасно покажуваме дека сакаме да го подобриме квалитетот на живот на овие населени места. Имаше населени места кои што со неколку илјади жители нема асфалтен пат до нивното населено место, нема вода, канализација, и мислам дека точно со оваа програма прв пат во толку голем интензитет и во толку голем обем се детерминираат средства од страна на буџетот, на државниот буџет, од владата за помош на овие средини кои што сами никогаш не би можеле тоа да го направат. Сакам да кажам дека средствата кои што владата или централниот буџет ги доделува на овие населени места се грантови. Практично општините е потребно да го покријат само трошокот на ДДВ за реализација на проектите, додека останатиот трошок е трошок на централниот буџет, односно капитална инвестиција за подобрување на квалитетот на животот на
луѓето кои што живеат во овие населени места. Јас им честитам на сите кои што ги подпишаа договорите. Тоа значи дека градоначалниците били исклучително ефикасни во спроведување на постапките и посакувам побрза имплементација, се со цел граѓаните колку што може побрзо да ги почувствуваат придобивките од ова што денеска го подпишуваме и од она што оваа програма е во целост замислена. Ви благодарам на вниманието. Честитки денес за општините кои што се подпишаа договорите за започнување на капиталните инвестиции. Овие 11 општини започнуваат градежни работи за изработени проекти, чија што вкупна вредност е 1,5 милиони евра. Финансиската поддршка ја добиват преку програмата за руралниот развој. Присутните градоначалници реализираат инвестиции во делот на патна инфраструктура, односно изградба и реконструкција на локални патишта, улици, изработка на урбанистички планови, инвестиции во водоснабдителна мрежа и друга. За трите мерки од програмата за руралниот развој пристигнаа над 200 барања со подготвени капитални проекти од сите општини и сите 8 плански региони. Ставивме фокус токму на овие мерки, бидејќи нивната реализација значи севкупен развој на инфраструктурата во Северна Македонија. За ова намена владата одобри 38 милиони евра, каде што преку програмата за рурален развој и со подпишувањето на договорите со платежната агенција, општините веќе можат да користат 20% од авансот на средствата. Овие средства општините ќе ги инвестират во капитални инвестиции за подобрување прецен на локалните патишта во руралните средини, за канализација на инфраструктура, партерно уредување во руралните средини, изградба и реконструкција на мостови, развој на одредени туристички точки кои можат да бидат интересни како за домашните, така и за странските туристи. Со ефикасно искористување на овие мерки ќе се решат проблемите со комунална и патна инфраструктура во руралните средини, ќе се обезбеди солидна урбана и транспортна инфраструктура во и надвор од руралните населени места, со единствена цел подобрување на условите на живот за граѓаните и позитивно влијание на развојот на економските активности. Наша цел е да обезбедиме достоинствен живот на граѓаните од сите општини, да им овозможиме на младите да останат и да работат на своето родно место. За крај, уште еднаш честитки до градоначалниците, кои денеска ги подпишуваат договорите, и ви посакувам успешна реализација на проектите и ви охрабруваме останатите општини побрзо да ја завршат процедурата за подпишување на договорите. Денеска врачивме 11 договори за реализирање на капитални инвестиции во општините за искористување на средствата од програмата за рурален развој и тоа преку мерките подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, обнова и развој на селата и мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Вкупната вредност на овие 11 договори е 1,5 милиони евра и тоа за реализација на капитални инвестиции во општините Македонски Брод, Новаци, Сопиште, Берово, Виница, Чешиново Облешево, Велес, Крушево, Пласница, Дебар и Кратово. Почитувани градоначалници, доколку се ви е подготвено технички, веќе од овој момент можете да отпочнете со градба на проектите за кои денеска подпишавте договори. Како ќе се подпишуваат договорите за останатите мерки за кои општините имаат конкурирано и се одобрени како проекти, така ќе може да влезат во инвестиција и нивна реализација. Радува фактот што како општини покажавте голем интерес за искористување на средствата преку овие мерки, а некои од општините добија 1, некои 2, а има голем број на општини кои што добија и 3 проекти кои ќе бидат финансирани од буџетот на владата на Република Северна Македонија. Од денес, доколку имате потреба од средства, можете како општини да користите 20% аванс за реализација на инвестициите.
Вкупната сума на одобрениот проект ќе биде исплатена откако ќе го платите ДДВ-то на реализираната инвестиција и до платежната агенција ќе ги доставите комплетна документација за реализираниот проект. Апелирам до сите останати градоначалници од вкупно 80 општини и со близу 200 прифатени проекти да ја забрзаат постапката околу административниот и градежниот дел, се со цел побрза реализација на капиталните инвестиции и искористување на средствата кои што се на располагање преку програмата за рурален развој. Со средствата од буџетот, поточно од програмата за рурален развој и со овие проекти, директно ќе подобриме состојбата во рамномерниот регионален развој. Исто така, преку овие проекти го подобруваме и животот на граѓаните во овие средини, а со тоа влијаеме младите да се задржат на родните огништа, да создаваат тука своји семејства, да отвараат, започнуваат или развиваат веќе постоечки бизниси и заедно да помагаат во развојот на руралните средини. Ви посакувам лесна и брза реализација на проектите. Што овој пат има за вас земјоделците да порача нашиот стручен соработник Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки, да чуеме во следните минути. Добар ден, почитувани. Еве, сведоци сме полека вегетацијата кај културите што се одгледуваат на отворено привршува, односно делот одредени растителни култури почнат постепено да се прибираат родот и да се веќе откажуваат, односно заоруваат, а нормално друг дел се при крај. За жал, голем број на земјоделски производители, земјоделци, особено кај житите култури, кај житото, пченицата, имаат одредена навика да вршат палење на самите стрништа или па некој од нив, од други земјоделски производители, вршат директно заорување на самите растителни остатоци. Никако не треба да се врши палење на растителните остатоци. Сведоци сме дека период има многу пожари како резултат на човечко невнимание, а и да се заорат, во колку не се третираат правилно со микроорганизми, доаѓа до постепено разложувањето на органските материи на подолг временски период, што пак од своја страна условува да има послаб пред се квалитет, односно подолго минерализација на растителните остатоци. Затоа, почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, во денешната емисија ќе проговорам нешто за Уникер, односно Уникер всушност представа микробиолошко специјално ѓубриво. Реков микробиолошко затоа што во својот состав има потребни микроорганизми кои што вршат разложување на растителните остатоци. Значи, почитувани производители, кога ќе се заврши со вегетација, со берба и така натаму, пред да вршите заорување, пожелно е растенијата да ги испрскате или третирате со Уникер, и тоа во доза од само пола литар на декар. Нормално, тај пола литра ќе го распоредите во одредени количество на вода, така што, пример, ако е 10 пумпи по 50 мл, ако се 5 пумпи по 100 мл и така натаму, со тоа што убаво се третират лисната маса, односно сите растителни делови што треба да се заорат. Потоа еден ден треба да се убаво заорат и како резултат на тоа микроорганизмите кои што се веќе нанесени на растителните остатоци ќе предизвикат нивно разложување, брзо разложување и минерализација. Односно, збогатување на почвата до наредниот турнус и оно што вие всушност го сакате, а тоа е растителните остатоци да можат да дадат храна за наредната реколта. Кога се има предвид и употребата на Уникерот, треба да се нагласи дека тој може да оди секаде, дури да се стави и во систем капка по капка, како резултат на одредени растителни остатоци кои што се и во самите фолии понатаму. Но не само што потребно е, почитувани, да имате и да
растенијата да ги понатаму третират суникер за разложување, нормално реков се наоѓаме период кога се уште има вегетација. Еве, сведоци сме дека дојда и врнежи од дожд како резултат на промена на климата, еве есенски период, септември, месец на есента, почеток на есента, и како резултат на тоа доаѓа и појава на болести, пред се на појава на бактериоза. Бактериозата особено истакната и ќе се јави и помасовно на овој период кај пиперката, па и кај другите култури, пример краставици и така натаму, но еве, без разлика дали станува збор кај пиперка или кај краставици, препорачливо е да го потребите Копернико, тоа е фунгицид, бактериоцид, кој што оди во доза од само 30 до 35 грама во 10 литра вода, односно 0,35. Во исто време, Коперникот ќе ги заштити растенијата, не само од појава на бактериоза, него исто така и од појава на пламеница, односно он има и фунгицидно дејство против пламеницата. Нормално, кога ќе употребите Копернико, пожелно и препорачливо е да го третирате со некој инсектицид. Пример, од групата на инсектицити може да се употребат повеќе, како што се пример тепекито или некој друг. Ако е тепеки, оди во доза или количество од само 1,4 грама на 10 литра вода, значи 0,014%, и на тој начин растенијата ќе ги заштитите од лисна вошка, значи против лисна вошка ќе ги заштитите, пота од трипс, пота од цикади и така натаму, а со Копернико ќе повторам, особено кај пиперката ќе ги заштитите против бактериоза. Октомври е месецот кога во Василевско Градашорце ќе се одржи празијадата, она што е препознатлив белег на ова населено место. Меѓутоа, во продолжение ви предлагаме да погледнете како изгледа производството на праз во Израел.
Почитувани гледачи, толку во ова издание на емисијата Агроинфо. Благодарно што и овој пат бевте со нас. До следното наше дружење. Пријатно.